За вчера беше закажано собрание на македонското женско лоби, една групација во која покрај 9 политички партии членуваат индивидуални оснивачи на македонското женско лоби, но и многу невладини женски организации. Тоа беше годишно собрание за кое ние на 26 декември, веднаш после настанивте, побаравме како една од институциите која го формираше клубот на жени пратенички во Собранието на Република Македонија да расправа за насилството кое беше направено над новинарите, пратениците и посебно над жените во парламентот. За жал, тоа не се случи. Закажано беше собранието со две точки на дневен ред, една точка која се однесуваше на финансискиот и наративниот извештај за работењето на Македонското женско лоби за 2012 година и програма за 2013. Кога беше поставен дневниот ред, побарав јас како представник на Нова социјалдемократска партија, колешката од Цветанка Ласкова од Социјалдемократскиот сојуз, да биде вклучена точка на дневниот ред и да расправаме за како жени за насилството кое се случи во собранието. За жал, дел од колешките од партиите во власта, Лиљана Поповска, Лиљана Кузмановска и останатите, и се разбира со дел од невладините организации блиски до нив, инсистира на тоа собрание да не се расправа некогаш во некоја друга прилика да се расправа за насилството над жените, што сметаме дека е нонсенс и дека не смее да се случи, за да можеме како жени да продолжиме заедно да градиме односи. Не смееме да замолчиме пред овој настан и не смееме да не расправаме за изворното насилство покрај сите тие разлики кои ние како жени ги имаме. Беа должни да прифатат да се расправа на собранието. После 3 часовна расправа за дневниот ред, собранието на Македонско женско лоби не се одржа. Председателката на собранието Савка Тодорова побара извршниот одбор на Македонско женско лоби, статутарно тоа така треба да се случи, да закаже седница на извршниот одбор на кое статутарно ќе се одлучи за точките на дневен ред и ќе биде разгледувано нашето барање како жени од опозиционите партии да расправаме за насилството кое се случи во собранието. Верувам дека тоа ќе се случи и верувам дека на наредното собрание токму и така ќе се постави. Ќе разговараме за насилието и за кое се случи над жените во парламентот.